Во денешното издание на Магазин Плюс ви нудиме неколку корисни примени на филтерот за кафе. Дознавате 5 лесни трикови за убавина кои ќе направат да се почувствувате подобро благодарение на боите. Дознаваме и за 10 различни типови на луѓе кои ќе ги сретнете на домашна слава, затоа што ете, тоа е актуелно во овој период од годината, без разлика дали вие сте домакинот или пак гостинот на славата. Ви нудиме и 15 цитати од големата мајка Тереза, со кои ќе научите да станете подобри луѓе. И на крај, дознаваме дека тегетот во текот на оваа година ќе биде новата црна, а ние ви предложуваме неколку начини со кои ќе ја вклучите во вашите модни комбинации, при што ќе изгледате отмено и стилизирано. Уживајте! Зашто друго може да се искористи филтерот за кафе? Ќе се изненадите кога ќе видите дека покрај примарната улога има и уште многу други практични примени. Па доколку не знаете што да правите со неискористениот филтер за кафе, еве неколку интересни предлози. Сат за еднократна употреба. Еден од најдобрите начини да се искористи филтерот за кафе е како хартиен сат за еднократна употреба. Тој е одличен за сервирање јаткасти плодови, пуканки или бонбони, кога немате или па кога не сакате да користите чинии. Впивање на маснотиите. Покрај тоа што филтерот за кафе се користи за впивање на вишокот на маснотии од лицето, може да се користи за впивање на маснотиите при готвењето. Филтрите за кафе се особено добри за впивање на маснотии од пица, парчиња пржена сланина, помфрит или друга пржена храна. Исто така, со филтерот за кафе може да ја покриете чинијата кога нешто загревате во микробранова, со што би се спречило прскање. Креативни проекти. Доколку имате креативен дух, тогаш филтерот за кафе може да го искористите и за такви проекти. Со нив може да направите кесички за чај, освежувачи за воздух или мирисливи торбички. За да направите кесичка за чај во филтерот за кафе, ставете листови од чај, сода, бикарбона и само заврзете го. Кесичката за чај е готова. Чистење. Филтерот за кафе е одличен за чистење на прозори, стакло, компјутерски и телевизиски екрани. Исто така, може да се користи за чистење на кожни чевли, но со претходно нанесено соодветно средство. Градинарство. Филтерот за кафе може да го поставите на дното на саксиите за цвеќе. Така, земјата нема да излегува од дупките на саксијата, а се уште ќе има доволен додаток на вода. Исто така, можете да го употребите и за расцветување на семе. Навлаженото семе ставете го во навлажениот филтер и свиткајте го. Потоа, ставете го во кеса и оставете го се додека семето не расцвета. Третмани за убавина. Доколку си правите домашен третман за ногти и ви се случи да снимате памук, не грижете се. Земете филтер за кафе, на него ставете ацетон и изчистете го лакот од ногтите. Исто така, филтерот за кафе е совршен како лента за депилација во домашни услови. И интересно, зарем не? Повторно, се чувствувате лошо поради кој знае која причина. Можеби поради времето, можеби поради некои сериозни проблеми, но без разлика што е во прашање, ние знаеме што може да ви помогне. Боите. Познато е нивното позитивно дејство врз нашето расположение, а уште кога ќе се вклопат со нашите рутини за убавина и нема крај на нашата среќа. Црвено за комплименти.
Докажано е дека кога носите црвен кармин или што било црвено, автоматски изгледате, но и се чувствувате поатрактивно, посамоуверено и заводнички. Оваа промена нема да остане незабележана, односно комплиментите сами ќе надоаѓаат. Еве, ви одличен начин да ја зголемите вашата самодоверба. Сино за опуштање. Стресот исчезнува заедно со сината боја. Не верувате? Само замислете сино небо или море. Веќе ви се појави насмевка на лицето и се чувствувате подобро, зарем не? Затоа, за да бидете поопуштени и конечно да ја победите анксиозноста, налакирајте ги вашите ногти во сина боја и секој поглед кон нив ќе направи чуда за вашето расположение. Жолто за среќа. Има некоја тајна врска помеѓу жолтата боја и чувството на среќа. Што може да направите за да бидете обкружени со жолта боја, односно да бидете посреќни? Маникирот повторно доаѓа предвид, но и занимливата четка за заби или чешел ќе создадат добро расположение уште од рано наутро. Розово за смиреност. Исто како и сината, така и розовата боја смирува и опушта. Кога сте лути, само концентрирајте се на нешто розово и ќе почувствувате подобрување на расположението. А затоа, розовиот кармин или розовото руменило се одличен избор за секојдневието. Зелено за креативност. Потребна ви е мала инспирација. Се чувствувате како креативноста да ве напуштила. Не грижете се. Зелената боја може да ви помогне повторно да бидете она што сте. Па затоа, понесете зелен лак за ногти, зелена сенка за очи, па дури и зелен кармин, доколку сте доволно смели. Без разлика. Дали славите ваша или присуствувате на некоја друга домашна слава? Некој од следниве 10 типови на луѓе ќе седи баш на вашата маса. Домаќин во обид. Целиот негов свет се фокусира на преполната трпеза, на која седат поблиски и подалечни роднини. Кружи околу неа, нервозен како невеста пред свекрва. Само уште пристелка му фали. Дланките благо му затрепавруваат, додека му е сипа 15-тата поред раќија. Не смее да ја уништи. По 10-тина пат ги прашува гостите, што ќе се напијат и наздравува со преплашениот тинеџер, бидејќи нема девојка. Ете, сите се смеат, а сега следува и класичната шега. А мали, да не имаш момче. Малиот црвене, роднините се смеат, се оди по планот. Се ќе биде во најдобар ред. А ниту децата да не дознаат дека подигнал кредит за да го плати, овој настани дека нема ништо од нивното зимување организирано од страна на училиштето. Најлошо би било, дали може би некој нешто сака да се напие. Удобно изгубениот роднина. Незаминливиот дел од секоја вистинска домашна слава. Од некоја непозната причина, удобно изгубениот роднина секогаш прво налетува на најмладите членови на семејството и разговара со збунетите деца. Тие, 3 несрекни бакнежи во образ, оставаат поголема траума отколку сите злобни симпатии од основно училиште. Но за загрижениот роднина и неговите домаќини, агонијата само што започнува. Никому не му е јасно зошто тој е тука, вклучувајќи го и тој самиот. Некаде по третата чаша се случува трансформацијата. Тој станува зборлест. Со оглед на тоа дека оваа суштество е ново колаче, секој негов збор се прифаќа со воодушевување. До овој момент роднината веќе се засели. Сега следува прашањето на кое секое дете присутно на славата се ужаснува. А сине, дали се сеќаваш на мене? А потоа следува одговорот. Па како не би се сеќавал? Баш убаво сте разговарале додека тој бил фетус. Но и таа мака завршува до крајот на вечерта. Одамна, изгубениот роднина станува и најблискиот член на семејството. Но тажно е тоа што, после испиениот алкохол, ниту следната година, никој нема да се сеќава на него. Тој не се грижи за ова, ќе замине на друга домашна слава. Позиционер. Бидете подготвени да бидете просветлени. Не е важно во кое годишно време ви се паѓа домашната слава. За позиционерот се уште траат изборите.
Без разлика колку и да се обидувате да го сместите во некоја ќоше, тој секогаш ќе се однесува како да седи на чело на трапезата. Но и на чело на државата ќе го препознаете по благо рапавиот глас од извикувањето изјави што започнуваат со "Чекај, јас да ти кажам." "А да те прашам јас нешто?" И она, озлогласената, "Јас мислам." Иако за возраст не би добил ни ниту денар, тој се чувствува дека е негова света должност да промовира. Особено ако никој ништо не споменал. Без разлика дали зборувате за Нова година, издавање на викендичката или за зимски гуми, позиционерот секогаш ќе пронајде начин да го сврти разговорот. Запамнете, деца, никогаш не ви е толку лошо како што мислите. Тој да ви каже: "Опозиционер, морам да го кажам своето мислење, веднаш." Секогаш оди во пакет аранжман со позиционерот. Зачин на секоја квалитетна слава. Апсолутно не е важно која и каква власт е во прашање. Позиционерот секогаш ќе ја фали. Посебна забелешка до домакините. Не се обидувајте да ги натирате позиционерот и опозиционерот да седат што е можно подалеку еден од друг. Само ќе ги потикнете да се довикуваат. Барем ставете ги на соседни места, па да се степаат како луѓе и ете ви веселба. Во живо. Миротворец. Чудна генетска мутација која произлегла од очајните обиди на мајката природа да ја врати својата рамнотежа. Оваа личност доаѓа на домашната слава само со една цел – да изеде сарма, да ги праша децата како им оди на училиште и да ја осигури космичката хармонија. И на најмалиот знак за каков било конфликт, миротворецот ќе доживее благ мозочен удар и со полуплачлив глас ќе ги замоли сите присутни да не се караат. 3 пати, со приплашен поглед и со солзи во очите, ќе го гледа позиционерот, па затоа опозиционерот и молчаливо ќе им покажува накај домакинот и ќе ги стиска дланките. Кога ова нема да му помогне, тој ќе започне со своето специјално оружје, односно на репертоар, ќе станат лекции од културата. Немојте, луѓе, не е во ред. Од воспитување. Аман, што вие? Децата ве слушаат. Разочараната сопруга. Еден од најинтересните феномени на домашната слава. Иако од година во година е изложено на ова случување, разочараната сопруга и понатаму очекува културен склоп, на кој ќе пие алкохолен пијалок и ќе дискутира за научни теории. Таа е единствената што верува во ова, до таа мера што секој пат го убедува својот сопруг да облече костим, а за себе го испира најубавиот фустан. Секогаш доаѓа точно на време. Прашува дали треба нешто да помогне, а потоа со задоволство се сместува веднаш до својот љубен. Како одминува вечерта, а незиниот сопруг ги испразнува чашите, така незините веќе се повеќе се доближуваат. Тинејџерот што се досадува. Зошто животот знае да биде толку сурав? Од сите луѓе на оваа планета, тој мораше да ги добие баш овие родители. Од сите негови другари, само него го натерале да дојде на оваа домашна слава, а можеше убаво да остане дома и да сурфа на интернет. Сега вене овде и ги слуша по старите како разговараат. Барем престанале да го прашуваат дали има момче, девојка и преодна оценка по математика. Нема ниту едно. А како ова да не е доволно лошо, па го натерале да јаде желе, а тој мрази желе. Ако разочараната сопруга повторно му стави нешто без прашање во неговата чинија, тој ќе си замине дома. Уште само да ги натера родителите за кои мисли дека го срамотат. Кум. Кумот. Камен темелник на секој домакин. Ваша забелешка. Под никаква околност не смеете да му се обратите со куме. Внимавајте на акцентот. Пожелно е од љубов овој збор да се повторува што е можно почесто, особено без никаква посебна причина. Исцрпени се сите теми. Вечниот шегаџија. Од моментот кога влегол, па до моментот кога ќе одлучи да замине, вечниот шегаџија мора да биде во центарот на вниманието. Тој секогаш е повикан на сите домашни слави и има доста натрупан распоред.
Вашиот настан му е веќе втора слава од планираните 4, па така тој мора да штеди. Не се грижи, бидејќи онака не стигнува да јаде. Единствена конкуренција на позиционерот и опозиционерот е вистински виновник. Иако сите веќе ги знаат напамет неговите приказни од времето, кога бил војник, не им смета да ги слушат повторно. Дупка без дно. Тој купил вино, ја честитал славата и се поздравил со сите. Толку од него. Следниот пат, кога ќе го здогледате, тоа ќе биде над големата порција месо. Готвачките го обожаваат, на секоја тура јадење посветува посебно внимание и секогаш бара повеќе. Им се обраќа на луѓето на трапезата само за да им побара соларник, нож или парче леп. Што е до него, тој дошол овде за да јаде, а за сите останати воопшто и не му е грижа. Мајка Тереза, заштитничката на сиромашните и немухните. Ја знаеме како скромна жена, која целиот свој живот го посветила служејќи им на оние кои побарале помош. Незиното име за секогаш ќе остане синоним за несебичноста, добротата, пожртвуваноста, искреноста и хуманоста. Ние вечно ќе ја паметиме не само по незините дела, туку и по незините зборови, кои може би денес во скорешните политички и општествени ситуации не се најпотребни. Еве неколку најмокни цитати и пораки за мирот на мајка Тереза, жената која во секоја смисла ја заслужува титулата на светица. Ако не можеш да нахраниш 100 луѓе, нахрани само еден човек. Оние кои ги осудуваат луѓето немаат време да ги сакаат. Некои луѓе влегуваат во твојот живот како благослов, а некои како лекција. Не сме сите створени да правиме големи работи, но затоа можеме да правиме мали работи со многу љубов. Осаменоста и чувството дека не сте сакани е најголемата сиромаштија. Не е важно колку работите, важно е колку љубов внесувате во тоа што го правите. За да го вратите мирот, не ни требаат оружја и бомби, ни треба љубов и сочувство. Мирот започнува со насмевката. Дочекајте се едни со други со насмевка, бидејќи насмевката е почетокот на љубовта. Пронајдов еден парадокс. Ако сакате неколку до болка, тоа значи дека болката повеќе нема да постои, туку само љубовта. Мирот не постои. Тоа е затоа што заборавивме дека припаѓаме едни на други. Што можеме да направите за да го промовирате мирот во светот? Одете дома и сакајте го вашето семејство. Најдете време за игра. Тоа е тајната на вечната младост. Секој кој ви се приближува, нека си оди откај вас подобар и посреќен. Има повеќе глад во светот за љубов и почитување, отколку за леп. Црната боја од секогаш била синоним за стил и елеганција, но и самите целосно црни комбинации се безвремени и совршени за сите прилики, за сите возрасти, за сите стилови и вкусови. И како да не ја обожаваме црната боја? Освен тоа, таа доминираше во скоро сите модни трендови кога станува збор за 2016 година, но сепак изгледа дека во новата 2017 година ќе ја замениме со една доста слична нијаса – тегетот. Тегетот во наредната година ќе биде новата црна, а ние ви предложуваме неколку начини со кои ќе ја вклучите во вашите модни комбинации. И да, немојте да очујувате, бидејќи и во тегет комбинациите ќе можете да изгледате отмено и стилизирано, а со тоа и скапо. Тегетот е одличен за вашите работни модни комбинации, а можете да го носите во вид на едноставна ролка и модерно молив здолниште.
надополнето со занимливи модни детали. Класичните салонки се задолжителни, а целата модна комбинација заокружете ја со капут во некоја посветла тегет нијанса. Понекогаш и само едно парче во тегет боја е доволно за да ја зачини целокупната модна комбинација. Па така, слободно, одлучете се за сведена комбинација од фармерки и тегет блуза, а аксесуарите ќе бидат оние што ќе ја надополнат вашата лежерна модна комбинација. Иако некои се против тоа, тегетот лесно може да се комбинира и со црната боја. Например, можете да изберете сако кој освен тоа што ќе биде во оваа тренди боја, исто така ќе биде направено и од тренди материјал – плиш. Токму плишот беше еден од водечките трендови за сезоната есен-зима, а така ќе остане и во оваа година. Тегет комбинизон со атрактивен, занимлив крој. О да, понесете го со светло-сини и златни детали за да добиете перфектно стилизирана модна комбинација. Тегетот одлично се комбинира и со белата и сивата боја, па токму со парчињата облека во овие бои ќе можете да ги надополните вашите тегет панталони и капут. Додајте и шешир за да добиете модерен и шик изглед и ќе освоите погледите без разлика каде и да се појавите. Бидете смели и заедно со тегетот понесете некоја впечатлива боја, како што е на пример портокаловата. Ќе изгледате занимливо и екзотично. Уште една модна комбинација, која е модерна, но и доста занимлива и соодветна за во канцеларија е тегет комплетот, кој е освежен со ситни бели линии. Освежете ја целата комбинација со бели детали и со сигурност ќе бидете во тренд. И аксесуарите се важни. Одличен детал со кој ќе ги зачините вашите секојдневни комбинации е симпатичната чанта во тегет нијанса, која е збогатена со златни детали, бидејќи тегетот и златното се совршен спој. Интересниот тегет фустан во комбинација со бела кошула може да изгледа толку сладко, а сепак во неа да го дополните совршениот работен изглед.